Здраво на сите и добро дојдовте сите на мојот астролошки канал. Јас сум Мери. Еве денеска бев доста мотивирана да споделам една многу битна тема со вас, а тоа е астрологијата и слободната волја. Ако ве заинтересира оваа тема, останете со мене до крај, за да може нешто повеќе да дознаете. Ги поздравам на ова место сите абоненти на YouTube и на Facebook. Мило ми е што сте тука и што ме пратите. Ајде да почнеме некако од астрологијата. Знам дека повеќето од вас доста се заинтересирани за астрологијата, имат доста големо знаење од неа и секако дека баш тие што се многу заинтересирани за сопствениот развој на својата душа, може астрологијата да ви помогне да го дознаете патот кон себе си. Значи, преку астрологијата ќе можеме да го дознаеме патот кон себе си. Како е тоа така? Можно. Секако е битно тука датумот, нашиот датум на раѓање, часот на раѓање и местото каде што сме се родили. Затоа што точно на тој датум, точно во толку часот, на тоа место каде што сте родени, така биле поставени планетите и така се они замрзнати во универзумот и тоа е вашата лична натална карта. И затоа преку неа ќе можете да дознаете многу повеќе за вас лично. Кој сум јас? Повеќето од вас сигурно си го поставиле ова прашање. Кој сум јас? Зашто ми се случуваат скоро секогаш многу слични работи? Зашто многу работи се повторуваат во мојот живот? Ајде да речеме во еден партнерски однос. Па можда сте приметиле, секогаш некои работи ми се случуваат кај партнерот каде што се слични. Привлекувам некој партнер кој е сличен како првиот. Зашто е тоа така? Во вашата натална карта тоа ќе можеме да го видиме. И секако вашата натална карта, кај што тоа можеме да го погледнеме, сигурно ќе можеме да откриеме и како е да излеземе од таа ситуација. Значи, не е само тоа поентата да видиме дека е тоа така и како ќе можеме од таа ситуација да излеземе. Потоа е битно, сигурно сте имали исто така некои случаи на работно место. Да речеме да сте имале сигурно некои ситуации каде што сте се замислиле, па јас сум цело време имам осеќај дека овие луѓе само мене ме користат. Ајде да речеме така. Значи, на едно работно место, на друго работно место, значи, оние користат вашата енергија. И дали е тоа убаво за вас? Сигурно не. Сигурно вие сте исцепани. Се чувствувате уморни секогаш кога ќе дојдете дома. Што сакам да кажам дека и тоа исто што се повторува. Ако тоа го имате исто така на работно место, можда сте имале неколку врсти на работно место каде што сте работели, тоа така го осеќате дека имате чувство дека луѓето ве користат. Ја користат вашата добронамерност, вашата пријатна енергија и вие сте исцрпени тогаш. Немате више снага и сила. И тоа може да се види во астрологијата. И секако можеме да откриеме како ќе можеме да излеземе од оваа ситуација. Сега да не зборувам за кармата, затоа што тоа е една сосема друга тема, за тоа би направила секако едно видео. Сега да преминам само во нашата слободна волја, да речем. Еве, например, вие идете кај некој астролог и сакате на една тема да се консултирате или едноставно
сакате да ги дознаете вашите потенцијали, кој е вашата најголема цел во оваа живот? Зашто сме родени, например? Кој е мојот најголем талент? Сега астрологот ќе ви ја прочита вашата натална карта, ќе ви го покаже патот кон себе си, ќе ви го покаже вашиот потенцијал. Сега, што се случува друго? Уау, си викате, па тоа е супер. Значи, каков потенцијал имам? Сега може да си речеш, па не можам јас сега тоа да го направам. Ако се идам таму или да го оставам овој или оној, да идам на друго работно место, а тоа ми е сигурно. Или па како да го напуштам овој партнер? Па ние имаме деца заедно, па тоа не е возможно. Како ти тоа едноставно си го замислуваш? Тоа не може да се направи. Па не сега, после 30 години сме заедно, ај сега ќе го напуштиме. Тоа не може. Не може да ги оставиме децата, не може куќата да ја оставиме. Како ние имаме све заедно? Тоа е поентата што сакам да кажам. Тоа е вашата слободна волја. Ако вие се одлучите по тој пат да одите, тогаш не ви е крив астрологот, не ви е крив никој друг. Затоа што тоа е вашата одлука. Вие се одлучувате по тој пат да одите. Што не значи дека во следната инкарнација, затоа што пак се враќам за карма, затоа што во следната инкарнација, ако верувате во кармата, следната инкарнација, следниот пат кога ќе живееме, кога ќе се раѓаме, сигурно дека ќе бирате нешто друго. Затоа е кармата тука многу, многу важна. Пак се враќам за неја, толку ме привлекува, затоа што не можам да едноставно да ја измакнам од мене. Она е тука и секогаш сака да ме натера да зборам за неја. Значи, ако во оваа инкарнација имате некој потенцијал и астрологот ви каже тоа и тоа е вашиот патоказ, тие се твоите потенцијали. Ако не живееш пријатно во некој брак, а ти не се осмелуваш тоа да го оставиш заради ... тогаш тоа е вашата лична одлука. Значи, тука не е крив астрологот или некој друг, што ви кажал дека можете ова или она да доживеете во вашиот живот, додека сте уште живи. Додека сме уште живи, ќе можеме све да направиме. Само е битно дали тоа ние го сакаме. Дали тоа ние од срце го сакаме или се плашиме од тоа. Значи, ако не во оваа инкарнација, значи ако ние бираме, тоа е битно да се знае. Ако астрологот ви го покаже вашиот пат кон себе, а вие не можете да се одлучите тоа да го направите, затоа што ... било кои други услови кои што се неповолни, знаете дека во следната инкарнација, или може не во следната, во другите инкарнации, ќе мора, затоа што животот ќе ве натера да идете понатаму, да го најдете патот кон себе си. Тоа не може да го избегнеме. Ако не во оваа инкарнација, во следните инкарнации. Само тоа на кратко, за да знаете што е разликата измеѓу астрологијата, што може она, кои информации може да ми ги донесе. И секако, дека јас, ти и секој од нас има слободна волја. Да си каже, благодарам на тоа што ми го кажа, меѓутоа јас тоа не можам да го направам, или не сум спремна тоа да го направам. Знаете дека тоа ќе се случи не следната инкарнација, може и следната, може и другите инкарнации.
се дека вашата душа понатаму бира да живее, ќе ве натера да идете кон патот, кон себе си. И ја тоа не мислам со тоа да оставиме све. Ако приметиме нешто не штима, нешто не е во ред, одма да го напуштиме, да ја напуштиме таа ситуација. Сигурно не мислам на тоа. Важно е како се осеќате вие. Како се чувствувате во вашиот брак, во вашата врска? Љубовна врска, работна врска, пријателска врска, како се чувствувате? Дали е тоа нешто вистинско? Тоа ви оставам на вас да го откриете. Ако сакате сигурно нешто повеќе за вас лично да дознаете или за вашите деца, за вашиот партнер, слободно ќе можете да ме контактирате. Јас сум астролог и секако ќе можам да ја прочитам вашата натална карта и да ви одговорам на вашите прашања. Ви посакувам све најубаво и се гледаме до скоро. Чао!